Почитувани, добар ден. Ова е црвена линија. Владата без интервентна мерка во разговор со производителите и дистрибутерите, како и трговците, успеа да најде компромис. Доброволно да намалат 675 производи за 10% за новогодишна кошничка. Со ова е продолжена кампањата "Помалку трошоци, повеќе за тебе". Но сега на крај е додаден слоганот "Се грижиме". Целта на акцијата, како што најави од Министерството за труд и економија, е граѓаните да потрошат помалку пари, а да имаат побогата новогодишна трпеза. Владата изготви налепница за намалените производи, а изготвена и веб страна на која можат да се видат сите артикли што поевтинуваат од 15 декември до 15 јануари. Бидејќи не станува збор за интервентна мерка, нема да има казни, а инспекторите ќе здивнат од пишување казни. Колку помалку трошоци и колку повеќе за тебе, никој не знае да каже, но од слоганот знаеме дека се грижат. Министерот за труд и економија Дурмиши вели новогодишната кошница е општествено одговорна акција на владата и бизнисот за подобар животен стандард на граѓаните. Дали станува збор за општествено одговорна акција на владата и компаниите или има нешто друго во позадина? Премиерот Мицковски очекува акцијата "Помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме" да биде успешна. Дали очекувате вие да биде успешна? Верувате ли дека ќе поевтинат производите? Ќе ги најдете ли намалените производи во маркетите? Тоа се прашањата кои што денеска ќе ги поставиме во црвена линија, но ќе поставиме и прашање плюс, впрочем како и секојдневно, но на Инстаграм. Тоа значи да нас следите веднаш, да кликнете на Инстаграм стори и секако задолжително да одговорите на прашањето. Во ред ли е компромисот на владата на Мицковски за намалување на цените? Кога ќе кликнете на Инстаграм стори, јас верувам ќе може да се види тоа како изгледа. Еве, не заборавајте дека одговорите со кликање ги давате. Значи, ако е вашиот одговор да, кликнувате на ова поле, а ако е не, секако кликнувате на ова поле. Ќе пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите пред рекламите. Неминовно е да ве подсетам за учество во црвена линија како пред од моментот на објавувањето на темата, така и по завршувањето на емисијата, но и во рамки на истава можете да ги давате своите коментари, но воедно и да ги споделувате на Facebook црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што објавена нашата тема. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Ирена Чачкова, подосна ќе ги слушнеме вашите одговори. Новогодишната кошничка на 600 производи ќе треба да бидат со пониски цени за 10 па и повеќе проценти. Тука влегуваат жита, пекарски производи, совомеснати, млеко, овоше, зеленчук, пијалоци и друго. Листата не е конечна и може да се надополнува додека трае акцијата, но на што е различно од досегашните мерки е тоа што самите трговци дале предлози што ќе поевтини. Казни нема да има, а граѓаните ќе бидат главни инспектори. Иако праксата досега покажа дека со владина одлука за ограничување на маржи или замрзнување на цени, некои трговци наоѓаа начин и не ги почитуваа. Сега и покрај тоа што нема да се казнува, надлежните се сигурни дека трговците ќе си стојат на зборот кој го дале на состануците со владата и синдикатите. Ако оние сами нудат дека овие цени ќе ги намалуваат, која е причината да ги покачуваат на тој временски период и нивните имиња се стајани на веб страната. И од ССМ предупредија дека ќе следат дали на вистина цените ќе се намалат или повторно ќе има злоупотреби. Ова е од причина што новата синдикална минимална кошница ќе биде пресметана на 20 декември, а мерките стапуваат на сила на 15 декември, со што ќе знаеме што реално е намалено од основните производи во делот на храна и пијалаци, а на 20 јануари ќе знаеме дали по завршувањето на мерките на 15 јануари трговците направиле зголемување на цените, со што би се изгубил ефектот од истите. Но пред да почне оваа акција веќе може да се забележи дека некои производи добија повисока цена и од ССМ потсетија на она што се случуваше со претходната мерка. Оттаму велат дека пред да стапи на сила производите поскапеле, а истото се случило и по завршување на мерката, каде имало зголемување на цените до 30%. Инаку граѓаните преку сајтот Моја кошничка можат да ги видат сите трговци кои учествуваат во оваа акција и што понудиле од нивните производи да биде со пониска цена. Пред да се формира пак кошничката, дел од производствените компании се согласиле да бидат дел од
кризе, но предупредиле дека цената на струјата на отворен пазар е сериозно висока и дека тоа може да направи нов ценовен шок. Сега е време вас да ве слушаме, не само како граѓани, туку и како потрошувачи, па и ве сметате ли дека всушност ваквата акција ќе биде успешна, односно еве дали верувате дека ќе поевтинат производите и секако ќе ни биде задоволство да ве слушнеме од прва рака, бидејќи токму вие сте оние кои што верувам редовно одите низ маркетите, пазарувате, па генерално горе-долу гледате всушност како движат цените на артиклите, особено оваа новогодишна кошничка која што се најавува, каде што 675 производи ќе бидат намалени за 10%, треба всушност да ја направат новогодишната трпеза побогата. Добар ден, добро вечер. Добра вечер, Тике. Па еве, ви се чини ли дека ова ќе биде успешна акција? Ајде, поздрав од тето, да ти кажем дека до овие 2-3 дена не шара и тето и полок ќе биде бело. Ако не знаеш за климатските промени. Ова климатските прогнози. А промените еве на цените за новогодишните празници? Пише. Јас си пазари до кај 15, а после 15 не знам што ќе пазари. И плюс и зелката, и кисела ми стаса, и тоа, и ова, она, ќе си кротко, ќе си терам карванот. Пака ја да прашам. Се вака сериозно ќе зборуваме. Дали ги у тие договори ги викаат и маркетите? Еден наш гледаш вика само послугите или како беше порано. Дали ги викаат нив на тие договори? Не збориме само за градови, за општини, за ова, за села, за ова. Дали нив ги викаат, чекајте луѓе, овака не може да се продава. Што треба се јада, ако сакам да купим тетовско градче, треба да одим во некое село тетовско. Ако купим на пазар, денеска купим 250 денари килограм тетовски. Од село тетовско, шарпланинско. Разбирате се што сакам да кажам. Меѓутоа, ако затоа не е ништо јасно ова се што се прави. Што ќе произведат? Увозно или извозно? Благодарам многу за вашите одговори. Ке подсетиме дека владата без интервентна мерка во разговор со производителите, дистрибутерите и трговците успеа да најде компромис. Доброволно нагласуваме да се намалат цените на 675 производи за 10% и тоа така е структурирана новогодишната кошничка. Па верувате ли дека ова ќе биде успешна акција и дека ќе поевтинат производите? Добро вечер. Добро вечер, убава вечер. Благодарам. Убава вечер. Па вака се. Прво, владата ништо не направи со оваа мерка, бидејќи не каже од која дата ќе важат тие цени. Од 15... Дали пред месец и пол, значи не ме прекинуваат. Значи од кога ќе важат тие цени? Од 15 декември. И тоа ќе рачунаме дека си е успешно. Само еден пример, зејтинот маслото беше 72 денара, а сега е 92 дена, скоро 30% е покачено. Значи нема успех во тоа. Не само зејтинот, сите артикли се предходно ги покачија, сега значи треба да трчаме. Меѓутоа, ако сакаше владата да биде успешна оваа акција, требаше да направи друго, да дадеше ваучери на граѓаните. Со тие ваучери тоаш трговците ќе се бореа кој да отиде кај нив да ги потроши ваучерите, за сметка на тоа сами ќе ги намалеа тогаш цените, ќе се бореа за што повеќе ваучери да соберат кај нив. Вака, тие се борат само, значи, повисоки цени, поголем промет имат, а нема потреба да се, затоа што ние немаме никаков час, никаков интерес. Во некоја си претходна влада, значи, дава финанси не 100 евра, 200 евра на тие што имат мали лични доходи, намалуваат цени на овој принцип, ама уназад цената од пред 2 месеца која била, не може да биде повисоката. Ако така го направија, ќе имаш успех. А на овој начин само не лажат и ништо повеќе. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за јавувањето. Ете, спомнавте нели за
што сте забележале покачување на цената на маслото за готвење. Скоро идентичен одговор со вас на денешните прашања има и наш гледач кој што секако не следи на Facebook. Станува збор за Владо Данилов кој што напишал: маслото за јадење за 2 недели од 75 отиде на 98. Секој коментар е излишен. Ајде да ве слушнеме останатите. Дали сметате дека ваквата акција, односно новогодишна кошничка, ќе биде успешна и дали очекувате намалување на цените на производите? Добро вечер. Поштување госпожа Тина. Голема почит и до вас секако. Поздрав до вашата екипа што ме уклучија, што ми дадоа чест да фрлам ја 2-3 лав муавети до вторник таму, пошто понеделник празник. Што спомна господинот Велјан во право е. Ефектот ќе видиме после празнициве. Ја денеска бев на Бит пазар и на Зелен пазар, се ирџија бев, се ирџија, да видам цените. Коштаните 160 денари, а идат празници верски, Коледе, Божик, тие треба за нас православните. Тие не верувам трговците што се дуќанџиите, пазарџиите дека ги поевтина цените. Ке ти рече ако сакаш купи. Пазарна економија ќе ти рече. А дуќаните што спомна зејтинот волку оноку, ќе видиме до 15 има уже 7-8 дена. Значи ова тема после празниците да дадите кои ги завршат 15 декември да видиме дали имало ефект. Иначе не верувам. Јас сум за овие сите работи што ги носи владата голем скептик. Зашто? Затоа што обично народ е изгорен се од тие нивни измислотини. Те ова влада, те другата што беше, па предходната, значи не верувам. Ефектот ќе го збориме ова тема, да кажете на уредникот, да даде после празниците таму, да видиме дали имало ефект или не. Да не должимо многу, значи не верувам во ова што го навејава владата. Се во позадина стои нешто, ама што ќе прочитам. Благодарам многу што и вие дадовте одговори во денешно издание на Црвена линија. Секако останатите внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Добро вечер. Ало, добро вечер, се слушаме? Одлично, повелете. Видете вака. Ова што е напишано за мене воопшто не важи. Треба се најде еден ред. Литро зејтин 60 денара. Едно кило леп, 900 грама или 950 грама, 25 денара. Фиксна цена. За шеќерот фиксна цена. Тие што се 4-5 продукти најопходни за едно семејство треба да има фиксна цена и да не се менја. Иначе вака ова не ми е верно воопшто. Не да ви кажам. Дали еве деновиве забележувате покачување на цените кои што може би претходи на намалувањето кое што е најавено, но е доброволно, ќе потсетиме и тоа. Видете вака, вие што го спомнавте тоа, ги качуваат цените од ден за ден. Замислете, розевиот патлиџан 90 денара, наредниот ден 136 денара. Кај го има тоа? Никаде. Сега едно друго сакам да ве прашам. Збора ми претходно ви се јавува. За водовод во Кучково, се уште градоначалникот година дена муа не го лази да пушти. Долниот дел немаме линија за водовод за пиење. Дали ме верувате? Срамота 21 век, него 5 пати се јавувам да се дори ми е срам мен. Не може ова вака да околу 60-70 векеници, верувате ли не, немаме питка вода за пиење од градски водов. А има услов. Благодарам многу и секако она што ќе го соопштите гласно и јасно во Црвена линија практично станува дел од јавноста, односно се отвара можноста да слушнете и оние кои што се надлежни за она што зборувате. Но да се навратиме на она за што зборува денес Црвена линија со вас. Во ова денешно издание ви се обраќаме како потрошувачи, секако следуваат новогодишните празници, а тоа подразбира новогодишна трпеза. Се најавува намалување на цените за 10% на повеќе од 675 производи. Еве, нека биде точно 675 производи. Верувате ли дека ќе биде успешна оваа акција? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Цените, јас не верувам дека толку многу ќе се намалат, затоа што цените се качија до небото.
они ги скоро качија цените 100%. И тие цени сега се поголеми и сега они ќе фанат, ќе намалат тамо за неколку проценти и ќе речат, ете, намалиме ги цените на производите. Јас купувам јогурт, јогуртот беше 29 динара, сега е 30, па 31 динар, додека дојде 15 декември може да стане и 40. И што ќе намалат они? Ништо. Тоа е само реклама. Како ЕПП рекламата што е на телевизија, исто и во е реклама само. Ништо друго. А Нова година е за богаташите. Нова година не е за сиромашните. Затоа што тие не можат да најдат крај со крај да скрпат и да си го прекарат месецо, а не да чекат Нова година. Тоа е само за тие што имат длабок джеп. А за бедотиите може да помине за Нова година само со леп и сол, со ништо друго. Во е само реклама на телевизија, ништо друго не е. А за тоа што производите одамна се веќе поскапнани. Сите производи што се у самопослугата, сите се поскапнати. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Уште еден коментар ќе ве потсетам сега, кога оние кои што нема да се вклучите во црвена линија во живо, коментирајте и споделувате на Facebook црвена линија. Емилијано напишал: не, затоа што во текот на минатата недела и денови од оваа недела првин во сите маркети налепија високи цени и сега се договориле да ги намалат цените. А кога ќе се направи математика, цените се или повисоки или се исти, а да се намалени нема ни Н од намалена цена. Верувате ли дека оваа најавена акција за креирање на новогодишна кошничка, каде 675 производи ќе бидат намалени за 10%, ќе биде успешна? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Во петокот Комерцијална банка ги подели пензиите. И во еден маркет во Бутелке пазарчето купив мандарини по 49 денара, а риба ослич по 156 денара. Пазите, риба ослич од ист производител. Во саботата работен ден, во неделата неработен ден. Бидејќи беа убави мандарините, сакав во понеделникот да земам едно гајбиче, да ти кажам право, пошто ги бенди со сопругата. Знаеш која беше цената на мандарините? 105 денара. Од 45 на 105. Рибата ослич од 156 на 192 денара. Во понеделникот еден ден. Сабота, у неделата неработен ден. Тоа е едната работа. Да ми каже сега премиерот што е реперот за да знам дека цената ќе биде намалена. Која е репер цена за да знам дека е намалена 10% цената што ќе биде од 15 натака. На која цена се намалува 10%, дали он знае? Прво да каже кога цените меѓу време. Зетинот отиде 90 и кусур денара македонскиот. Кој е списокот на производите да каже? Кои млечни производи? Како да еве вела дека изготвена е веб страна на која ќе може да се видат сите артикли кои поевтинуваат од 15 декември. Имате луѓе пензионери кои немаат интернет. Што правиме со тоа? Како да знаат луѓето? Знаете, се тоа е само пука реклама, само да остане она да се каже дека ете ние не. Благодарам многу за одговорите. Тоа е она што сакаме да слушаме од вас. Денес се јавувате и како потрошувачи, па еве што забележувате и дали верувате дека оваа акција ќе биде успешна. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Ќе мора малку погласно, повелете, ве слушаме, само малку погласно. Добро вечер. Добро вечер. Продолжете, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, продолжете. Вака, сите овие што плаќаат скопјаните за партизани, за масло, дека е ефтино, дека дојде дека работа в село, ќе имат се и се што. Сипер кога е ефтина, киви, ниви, дека работа в село, ќе видат колку е сато и дали е ефтино или е скапо, дека работа в село. Кизва и сиперка и контери и графи, се кизва, ќе земат, ќе бидат без пари тоа, сето. Значи, само дека дојат село дека работа.
Како и да е, голем дел од пензионерите си го завршија својот работен век и сега си уживаат во своите пензионерски денови. Дали тоа значи дека треба да работат на село за да имаат ефтини производи? Пензионерите треба плата добра. Кажете ми, еве, зборуваме за маркетите. Во село нормално се обработува земјата, оние кои што приватно се одгледуваат немаат потреба можеби од купување зеленчук или оно што е сезонско нели во моментот. Но ви се чини ли дека оваа акција ќе биде успешна со намалување на цените? Да, jest uspешна, jest uspешна, jest. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вашето јавување. Како и да е, Македонија се разбира колку и да сакаме да можеме да си ги одгледуваме сами производите за исхрана, како некогаш мора нели да бидеме разумни и да веруваме дека во земјава имаме и градови, како што и главниот и сите останати градови во кои што живеат граѓаните пред се како потрошувачи и всушност пазаруваат со години и од почетокот на своето постоење во маркети. Оно што е забележано е дека имаме рапиден раст на цените на храната, тоа е факт, па токму поради тоа се подготвува новогодишна кошничка. Верувате ли дека ваквата акција ќе биде успешна од 15 декември? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Видете, цените се толку ниски, претерано ниски се цените. Зошто ќе го кажам тоа? Затоа што е цела Македонија неизработена. Се пластика јават луѓето од надвор, што се увезува. Док комбинати не се направат, док земјоделието не се изработи како што треба, тој министерот за земјоделие да облечи чизми и нон-стоп да шпара ни цела Македонија, ке што ќе биде земја неизработена казни да пишува, а не со Машлишев канцеларија и само седнале шпартат цени. На што цени? На празни рафтови? Како не се страват, така ли држава се прави? Ние од кај што везуваме тие луѓе, така работат ко нас, што произведе пак извезуваат, да купуваме ние, цените петоструко ја би ги качил. Цела Македонија е влезена во Скопје. Никој ништо не работи. Како смее да кука? Како смее? Има нива, има градини на све, нека се врати, нека си изработи, че си има. Од тука треба да се почни. Цените, некој ни носи джабе, няма да се излезам, да си купам и ефтино. Ни работа, ни сабота, ни пот, ни ништо. Нема тоа. Јас да сум 3 пати поскапо ќе ги качам цените. Благодарам многу. Не стигна во моментот еден интересен коментар. Ќе подсетам, значи заследете на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија и давајте ги одговорите и таму преку коментари и споделување. Тони Богески напишал: сите зборуваат за зголемување. Не е се така црно. Има намалување на животниот стандард. Значи има и намалување и без кошничките од владата. Значи, Тони напиша дека има намалување на животниот стандард. Верувате ли дека вие ќе има намалување на цените на 675 производи за 10% од 15 декември? Дали ова за вас ќе биде успешна акција? Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Дали е намален тонот на телевизорот? Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Дали ме слуша гледачката, дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Еве уште еднаш да подсетам, ова е едно од главните технички правила по вклучувањето од режија. Јас ве замолувам веднаш и целосно го намалите тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Добро вечер. Не е намален тонот на телевизорот, ве молам. Ало, се слушаме? Да, ма намалете го тонот на телевизор. За даска готово, изненадам, вклучила затоа, иначе јас секој пат го намалувам прво. Па знам, вие сте ни редовен член на нашево семејство во Црвена линија. Да, ме изненада, пошто би имаше други гледачи, требаше да почекам, добро, не е проблем. А помалку трошоци, повеќе се грижиме,
Абе, не знам, акции има неделни секој. Мислам, неделни акции имаме, да сите знаеме, гледаме. Не знам ја што се прави со ова. Меѓутоа, дека еве зетинот стварно толку колкачија, значи, и сега што ќе направат колкачија 90 и некој динар, скоро дупло да речеме, и сега колку ќе го симнат 5-10 денари, колку, не знам, овако. Значи, ова е едно играње, да ви кажам, мене ми е малку и дегутантно да го кажем, меѓутоа, знаете, овдека доаѓа на поделба на народот. Значи, вие живеете од народот, народот го пуни буџетот, а вие сега го делите народот. Значи, тој што може да купи и тој што не може да купи. Па да ви кажам, ја не гледам еден стопанственик дека затворил и дека не му оди, дека не му е добро. И сега вие взимате кредит, го финансирате стопанственикот да се збогатува на основ на сиромавиот човек буквално доаѓа. Значи јас вака ќе кажам и го кажувам неколку пати. Да се направи, не знам колку, 150, 20, 30, колку се основни производи за да може да преживее едно семејство, значи најосновни. Луксусот, ако сака 100% нека се качи, да бидат без ДДВ. Значи, оно што е основно за човекот е така ќе помогне државата на народот. Значи, да може народот да се дозволи, да си купи најосновното да го јаде, тогаш ќе биде таа некоја помош. А вие вака ги збогатувате стопанствениците. Не знаат сега кој апартман да го купат у кој град во Грција. Сега тоа е најмодерно. Благодарам многу, ќе подсетам, внимавајте тајмерот 90 секунди. Госпоѓа Виолета Наставска на Фейсбук пратила ваква порака, односно како одговор на нашето прашање. Цените се качија најмалку 30%, маслото од 62 сега е 92. 10 јајца од 77 денари, денес 99 денари. Сега ќе намалат најмногу 10%, без контрола, само народот го лажат. Па верувате ли еве дека ова ќе биде успешна акција и дали забележувате веќе активно зголемување на цените некаде пред 15, најавени од 15 декември? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Не верувам дека се намалат, пошто тоа не е можно. Секој се цени робата и производството му е скапо и не ја намалува. Се собравме сите по градиштата и ги оставивме селата и тие што останаа на села. Тино, знаеш што имат во бавчите? Тревници. Тревници и машина да косе, друго нема ништо. Порано имаше патлиџани, пиперки, сега тревници имат и уживаат. Па како сакат да јадат? Џабе. Нема џабе више, нема кој да произведува и цените не можат да паднат. Треба да се створи стимулација на производството, да има повише производство, да дојде до конкуренција, па сами по себе ќе паднат цените. Цените не се скапи, туку примањата ни се нас мали. Дали се скапи цените за оние што зимаат од 1500 до 2500 евра? За тие не се скапи. Ние сме поделени на две групи на луѓе. Ниска класа 60-70% и 30% екстра буржуазија. Фала, Тина, и пријатно. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Денес сте потрошувачи, а не само гледачи, што значи сакаме еве од вас да слушаме и што забележувате на полиците. Дали еве веќе деновиве, како што рекоа некои од гледачите, забележуваат зголемување на цените и дали верувате дека ова најавена акција за намалување на цените од 10% и тоа на 675 производи, кој што ќе биде доброволно, а не задолжително, и ќе се случи. Добро вечер. Здраво. Здраво. После оваква изјава што ја кажа такозвани премиер, да си кажам искрено, нема потреба да се грижиме, мислам, човекот тен мисли на нас. Мислам, како може да смислат оваа изјава, тука не ме јасно, и тоа си тера око да не им трепим. Пази, не си обврзан да намали цени, ако не намали цени, нема да те казниме, терај си ти како мислиш. Ама важно за јавноста, јас сум направил, значи сме се договориле. И сега народен македонски, јас се договорив со бизнисмените и сега ќе тераме, сега мети млеко ќе ви тече.
Народе македонски. Неверојатно нешто. На ваки лаги луѓе се палат, се лепат, се оштрат. Нешто невидено. Тешка превара, игра на зборови и све. И ќе му пројде тоа така и дури ќе доби позитивни поени, дури ќе го гласа пак да биде премиер. До сега 58 пратеника, утре може и 78 ќе има, може и апсолутна веćina ќе направи. Со овакви превари луѓе уживаат, значи да функционираат со овакви превари. Кој е грижење, кој е све бре? Кого мути, кого лаже, леле, народе. Не знам што да кажам, стварно, јас сум изненаден од вака лага. Ајде, поздрав! Благодарам секако што сте дел од Црвена линија, останете со нас и деве да слушнеме останатите гледачи што ќе одговорат. Добро вечер. Ало, добра вечер. Добро вечер. И убава вечер. Убава вечер. Убаво расположение. Гледам сограѓаните мои на Република Македонија, соговорниците многу убаво се расположени. Па дај реков јас да разминам некое моje мислење. Убаво кажа претходниот, се насмеав на неговите излагања. И на ние овие теми, мислам се извинувам, немам стриктно против вас, ги имаме пред 6-7 години. Исто и таа влада, тие што беа, кажуваа дека ќе ги намалат, ќе ги замрзнат, ќе правиме ова, ќе правиме она. Ни поминаа 6 години, седом дојде новата влада. Исто и он, меѓутоа јас да бидам искрен, колку што знам дека Христијан Мицкоски премиерот нема право никому цена да му забрани, затоа што тој не е. Така ова ќе биде доброволно, па еве верувате ли дека ќе се почитуваат договори? Нема да се почитуваат. Ја како производител ве лажам, не сум производител, меѓутоа кога би бил, јас ќе си ставам цената која што мене ми одговара. Он нека се загрижи вака, ја му порачувам на власта сега да се загрижат зголемување на личните доходи, на пензиите, работење, правдата, тоа е негова грижа. Иначе цените, ова е све маркетинг политички. Еден од Крушево се јавува, вика 3 пати да се зголемене. А додека беа на власт овие предходните, он плачеше, викаше многу биле скапи, па не може да се вози ни со автобус, па не може ни руше да дават по 100.000 евра по судово и така да. Јас политички не застанам. Ја викам стварно, нека ги зголемат платите, пензиите и економијата. Тоа е нивна задача. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам, драго, ние што имавме од Црвена линија. Останете со нас. Добро вечер. Добар вечер и поздрав. Голем поздрав и до вас. Премиерот верува и очекува успешна акција. А јас, што очекувам јас? Ево, ќе се придружам на верувањето и очекувањата за успешна акција. Ќе се придружам на таквото мислење на премиерот. Но на Македонија и треба генералка. Ова е само привремена мерка и ништо друго. Или треба да чекаме да пропадне Европа, па европејците да дојдат кај нас, ние како феникс да се појавиме и да ни изорат нивите европејци. Лично сметам дека премиерот на некој начин не смееше да даде ваква изјава, заради тоа што изјавата е на некој начин, да ви кажам право, млада дамо, господи, што сте, изјавата е на некој начин зихерашка. Не смее премиерот со такви двосмислени изјави да раководи со владата. Демек, ако не е вака, ќе е така, ако не беше така, ќе беше онака. Инаку да се придружиме сите да веруваме. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние вам што бевте дел од Црвена линија. Ево уште еден коментар на Ацо Стојановски напишал: ја замолувам владата да не му видува ниту кошнички, ниту замрзнување на цените, затоа што со секоја акција цените се зголемуваат околу 20%, а цените се намелуваат 5 до 10%. Јајцата пред најавата беа 77 денари, сега се 90 денари, колку ќе ги намалат денар, 2 или 5.
Продолжете да коментирате, секако дискусијата може да се одвива и на социјалните медиуми, а што се однесува еве до вклучувањето во живо, секако сакаме од вас да слушнеме дали деновиве од кога почел да се најавува нели оваа акција новогодишна кошничка каде што ќе има помалку трошоци, повеќе за тебе и се грижат за нас, забележувате првично зголемување на цените. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Се слушаме, Тина? Да, одлично, повелете. Подолго време не сум ти се јавил. Да. Тина, не му требаше на премиерот оваа изјава, воопшто не му требаше. Гледаме ние граѓани, сите пазариме, нагло се качуваат цените, И ова премиерот изјава што ја дава од моќ и од ароганција е дава. Од силна ароганција што има. Ја не знам како може така својот собствен народ да си го лаже и наризи. Сега на нас пензионерите, знаеш од кога му се стопија тие што се фали 2500 денари. Па има 10 дена више и граѓаните го приметуваат тоа, пензионерите. Стопени се и изедени и сега од поново идеме на како губитници, настапуваме више пензионерите. Што се покачуваат цените, ние пензионерите, се покуси сме и покус. А што да кажеме па за здравствените работници, исто и они, за другиве работници, исто и они. Некако криз правец не иде државата. Го молам Господ Тина да ги тргне више овие три партии. Господ да ги тргне више од Македонија. Тоа ми е најголемата желба за нова година. Знаеш како ќе се препородам да дојде некоја нова, например и кој Левица што е. Пријатно поздрав ти на... Поздрав, благодарам многу за вашите одговори, сега кога останете со нас. Добро вечер. Здраво, Тинче. Здраво. Еден голем поздрав до сите во Телма, највеќе до тебе, Тинче, да ви посакам убави празници. 4 дена ќе бидете слободни. Ние од порано кога идешемо на работа, само се ратуешемо да не се продужат нели викендот, да се малку поодморимо. Вака, Тинче, да ти кажам за премиерот, па ќе преверуваме што ќе правиме, овој не е честитка за нова година, гласамо ga за премиер, па нормално дека ќе биде успешна акција, све е намалено. Тој и ќе си ја пееме песната Лажи, вере, лажи. А вака да ти кажем, Тинче, помалку трошаци. Ние мора да купиме. Ја како што знам за мене, колку да е скапо, например, и сам работила, и без работа сам била, и стечаец, и сам чувала родители, и баби сам чувала, и по куќи, се сам работила. Ја никад не сам улегнала у продавница да прашам колку е овој, колку е зетинот, колку е шикерот. Треба ми се куќа е. Купим си од се што треба, па еве ден денеска живеем. Што ќе се нервираме тој дали ќе се качува, ќе умремо понапред, поготово ние пензионерите. Дај бе живеете тука колку има толку, што ќе се замараме овога да го сменимо, видите дека си гледа за нив со полни џепови, купуват си, идат, народот си веруе, што имаше една пословица, ајде да не го кажем, Тинче, срамота е, но сакам да ве поздравим и па да ве посакам се најубаво да си поминете празниците, давајте овакви теми, народот нека си ги каже, например, проблемите, да биде подобро и оваа Македонија сакамо стварно, ние више преживејамо, како ти кажем, старите, али дечиња, внуци. Благодарам многу и за убавите желби и убавите зборови, секако за учеството во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Јас уште еднаш ќе речам добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Сакам да се јавам за оваа темата. За прв пат се јавувате? Да, за прв пат од ве доби. Многу ми е драго и верувам нема да биде последен пат да се слушам. Вака, значи, помалку трошоци, повеќе за теб. И се грижиме. Да, фала. Владата вели се грижиме. Вака, сакам да кажам за ова намалувањето сега за кошничката новогодишна. Да, ве слушаме. Да, ова се е лага, значи во продавниците се е изгор, меѓутоа требаше овој кредитот што го земаја не да биде за премиерот да го раздели на фирмите, требаше да го раздели на
земјоделците, на сточарите, за да може да се произведува поевтина храна. Значи, да можеме да имаме наша храна, а не да зависиме од увоз. И, значи, сега не е работата еден месец да се преживе. Треба да надолго да се планира, значи. Па еве, според вас, зошто на ум не им паѓа да нели го заживеат земјоделието, односно Македонија да си потврди како некогаш дека може и како да биде одличен производител на храна, па дури извозник на органска здрава храна? Точно. Сега требаше, например, да ни дадат субвенции требаше да ни дадат за стоката веќе 24-та замина година. Така, многу ми е драго еве што се вклучивте за прв пат во ова денешно издание на Црвена линија. Верувам нема да биде и последен пат. Продолжуваме секако со гледачите. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Во меѓувреме јас да не велам само добро вечер напразно, да го искористам времето да го прочитам и на Игор Јанковски, кој што редовно е активен на нашите теми, но најчесто преку социјалните медиуми. Добро вечер. Ало. Дали ме слуша гледачо? Добро вечер. Ало, се слушаме? Да, повелете. Дали сум јасна на линија? Да, ве слушаме. Вака. Значи, се слушаме, добро. Вака. Значи, цените по моје се многу ниски. Треба да се качат уште. Се поставува прашање зошто, ќе ви кажам зошто. Ако сакат поевтини цени, во полето на нивата, нека работат да видат како се вади. Тогаш ќе имат поевтини. А вака клати врата, зема и плата, овие цени се ниски. Но ги жалам овие пензионери со ниски пензии, за тие ми е жал, и за овие работниците што се горе на 10 спрати, конфекции и така, сега да не ги набројувам, кои директно работат, кои се изложени на мака, на пот, на труд, на таква работа. Тие ги жалам. Оние клати врата и овие големи пензии што имат, па тие не можат банките да ги помнат. Шо е тоа? Од прво кога му ги качија на процентуално, избега и сега исто му се паќа. Не. Сега само на малечките процентуално, а на овие треба да стојат 30 години. Да пркнат овие малите со мали пензии и мали плати. Тогаш. А инако вака, само во полето, едни трактори да му дадат, да ги работат тамка, да видат како се ваги лебот. Лесна вака, легли си у канцеларија. Благодарам многу и вам за одговорите. Ајде да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, секако заследете не. На нашето денешно прашање во ред ли е компромисот на владата на Мицковски за намалување на цените, дали ќе може да им покажеме на гледачите како изгледаат резултатите? Ете така, на ова прашање со да одговорија 27%. А со не одговорија 73%. Сега ќе погледнеме реклами, а потоа повторно се гледаме во студио. Благодарам многу на сите кои што бевте дел од Црвена линија. Секако ова емисија на граѓаните, за граѓаните и секако за сите теми, верувам и по продолжениот викенд ќе ве има со голем број и активно учество. Она што следува е нашиот новогодишен тандем. Таму има само покачување на адреналин, нема намалување на ништо, а има само изголемување на добра забава и број на гости, така ми се чини. Така е. Значи, овогодишен, новогодишен тандем. Како тргна, таму има покачување, викам што покачување? Има покачување, има како сакаш.